Добро вечер, драги мои лото пријатели. Добро дојдовте во најновото издание од играта на среќа Лото 7. На самиот почеток само да ви најавам дека вечерва нашата седумка изнесува над 42 милиони денари. Најголемата премија досега во историјата на играта на среќа, а тоа претворено во евра е над 680.000 евра. Ако сте вечерва во игра, доколку нели сте ги уплатиле своите 7 среќни броеви, останете со нас до самиот крај, земете ги своите среќни пенкала за заокружување, а пред да започне извлекувањето, нормално ќе си ги поздравам членовите на комисијата. Председател вечерва е господинот Наум Локовски. Господине Наум, добро вечер. Добре ни дојдовте, дами, добро вечер и за вас. Дали е се во најдобар ред? Добро вечер, да, се е во најдобар ред, се е спремно за извлекувањата, посакуваме среќа на сите играчи на Джокер и Лото. Така, ви благодарам многу. Да се надеваме дека вечерва ќе славиме за седумка, нашата фамозна седумка која што изнесува над 680.000 евра. Одиме со джингл, а вие за тоа време подгответе се. Се е подготвено за почеток, но најпрво да видиме колку изнесува уплатата. Вкупната уплата за вечерашното 85-то коло е 4.025.350 денари. Има одиграно 150.845 Лото 7 комбинации. Фондот на добивки е 2.262.675 денари и фондот за седумка 42.357.000 денари. Извлекувањето може да започне, топчињата нека паднат токму сега. Лото пријатели, ви посакувам многу среќа. Ајде, да го започнеме ова најново издание на Лото 7. Во исчекување сме на првиот вечерашен број. За кратко ќе видиме како ќе стартуваме. Уште еднаш сакам да посакам среќа на сите оние кои што си ја предизвикале истата. Ајде, наред е првиот број. А ова вечерашно издание го започнуваме со бројот 35. Првиот вечерашен број е бројот 35. Одиме понатамо, наред е вториот број. Следниот извлечен број е бројот 12. Го извлековме бројот 12. 35 па 12. Ајде, продолжуваме понатаму, наред е третиот број. Следниот извлечен број е бројот 36. Го извлековме бројот 36. Уште еднаш, подсетувам дека вечерва нашата седумка изнесува над 42 милиони денари. Наред е четвртиот број. Па, драги лото пријатели, запишете го бројот 9. Четвртиот лото број е бројот 9. Веќе имаме добивки со 4 погодоци, 34 четврки. Ајде да видиме каква промена ќе направи следниот извлечен број. А петиот број за ова вечерашно коло е бројот, само да сумираме, 7. Заокружете го бројот 7. Овој број ни донесе една петка и многу добивки со 4 погодоци. Наред е следниот број. Шестиот број е бројот 21. Го извлековме бројот 21. Многу добивки со 5 и со 4 погодоци, шестка немаме. Седумката останува да чекаме во следна прилика, но останува да се надеваме на шестка. Последниот број е бројот 30 и овој број што ни донесе една шестка вредна над 500.000 денари. Честитки за овој среќен добитник и многу добивки со 5 и со 4 погодоци. Ова се среќните броеви. 35, 12, 36, 9, 7, 21 и бројот 30. Добитната комбинација за вечерашното коло гласи вака: 7, 9, 12, 21, 30, 35 и бројот 36. Можеме веднаш да го погледнеме неофицијалниот извештај. Впрочем, додека траеше нели извлекувањето и самите видовте, вечерва
Една шеска вредна 516.173 денари. Честитки до овој среќен добитник. Со 5 погодоци имаме 103 добивки со вредност од 3.341 денар и со 4 погодоци имаме 1.807 добивки со вредност од 300 денари. А веќе во следното коло не очекува седумка вредна 42.968.000 денари. Фантастична сума. Честитки уште еднаш до сите оние кои што си освоија добивка вечерва, една шеска и многу добивки со 5 и со 4 погодоци. Честитки се разбира до среќниот добитник на шеска, одлична шеска би кажале. Не заборавајте дека веќе утре можете да не контактирате, ова се однесува до среќниот добитник, значи контактирајте не, дојдете во просториите на Државна лотарија за да можеме да ја потврдиме и исплатиме оваа освоена добивка. Супер шеска би кажала. Ето така, оние кои што не се најдоа на оваа среќна листа, нека не очајуваат, нека бидат постојано во игра, затоа што како се вели, само оној кој игра тој и добива. Сега, пред да продолжиме со нашата втора игра Джокер, знаете дека тука не е крајот, ќе ве прошетаме малку до Куманово. Зошто? Затоа што сакаме да ве запознаеме со најновиот среќен добитник на Hyundai Bayon од инстант лозот на Државна лотарија 7x7. Ајде да го проследиме прилогот. Се наоѓам во Куманово, а до мене е најновиот среќен добитник на Hyundai Bayon од инстант лозот 7x7, Кристијан. Кристијан, ти честитам. Благодарам. Кристијан, какво е чувството да се освои Hyundai Bayon? Неверојатно. Ајде да те навратиме на оној среќен ден, кога го купи инстант лозот? Па пред 2 недели, среда мислам дека беше. Колку го закупи? 6 лоза, 3 беа добитни, 3 беа недобитни, 3 беа по 80 денари. Аха. И после ги тука во Павел Тобако на площад ги земав тие 6. Тие 3 ги заменив за 3 нови во новото Павел Тобако, трета македонска. Добра. И таму од тие 3 во првата гребка беше добитниот. Со кого беше дента? Дали сам ги гребеше лозовите или имаше друштво? 6 ги гребев со девојками, Аха. па отидов со другарите на кафе и нешто однатре ми кажуваше дека ќе го добијам. Јас си го цел ден си го зборам Bayon. Стварно? Да, и другар ми вика не се ние таа среќа да го добиеме. И јас станав од кафе, сите станавме и јас во Тобако отидов ги заменив 3 и од прва го добив, тие другите 2 ги дав част на работничката. И му вртам на другар ми, викам ипак сме биле таа среќа. И он не ми веруваше, одма дојде. Сите дојдоа другари, 7-8, сите дојдоа тука. А на девојката што кажа? Исто и кажав, не веруваше, Што ти кажа? не лажи. Морав да сликам, да праќам, исто и мајка ми не ми веруваше. Јас си кажав, изгребав кола. Она помисля дека сум удрил некоја кола надвор. Вистина Да, сум изгребал друга кола, да не на гребка, да, и после сликав и она ме тераше дома да дојдам, не ми веруваше. И кога ја виде гребката? Каква беше реакцијата? Не беше јасно. Кажи ми, еве што ќе препорачаш на сите оние кои што не следат во овој миг како добитник на Hyundai Bayon, да веруваат во среќата, да играат? Да. Само под 18 да не игра. Тоа да, нормално. Нормално. Па среќа. Не можеш да му застанеш пред среќа на човекот. Така. Ако има среќа ќе добие, ако нема може да игра и 100 да купи, и една да купи. Ако има среќа, од прва ќе добие. Поздрав, упатуваме до овој наш среќен добитник, најнов среќен добитник на Hyundai Bayon од инстант лозот 7x7. И поздрав се разбира до цело Куманово, а веќе кога го споменав Куманово, не заборавајте да го посетите и новото продажно место на Државна лотарија. Пробајте си ја среќата во центарот на Куманово, веднаш позади плоштадот. Изгребате некоја инстант гребка, уплатете си лото. Можеби ете токму тоа продажно место ќе ви донесе среќа, некоја примамлива премија, можеби Hyundai Bayon или пак Hyundai Tucson. Како велат, со среќата никогаш не се знае. А сега можеме да продолжиме со нашата втора игра Джокер, одиме со джингл, а потоа можеме да ги извлечеме среќните Джокер броеви.
Ајде да видиме како играла Македонија. Уплатата за вечерашното 85-то коло е 521.130 денари. Фондот на добивки е 260.565 денари. И знаете дека во овој период нашата Джокер премија изнесува 1 милион денари, сума гарантирана од државна лотарија. Се е подготвено, топчињата може да паднат токму во овој миг. Джокер пријателе, ви посакувам среќа. Да видиме какви се добивки ќе ни донесе ова наше Джокер извлекување. Лото извлекувањето ни донесе една шеска. Да видиме како тука ќе стоиме со среќата. Ги извлековме следните броеви. Првиот број на Джокерот е бројот 2. Вториот број на Джокерот е бројот 7. Третиот број е бројот 1. Четвртиот број е бројот 7. Предпоследниот број на Джокерот е бројот 2. И како за крај завршуваме со бројот со 0. Така е. Значи завршуваме со 0. 271-720. 271-720. Можеме да го погледнеме неофицијалниот извештај. Што ни донеса овие броеви, поточно оваа наша Джокер комбинација. Со 4 погодоци имаме 5 добивки со вредност од 6.899 денари. Со 3 погодоци имаме 33 добивки со вредност од 1045 денари. Со 2 погодока имаме 331 добивка со вредност од 104 денари и со 1 погодок имаме 2936 добивки со утешна вредност од 30 денари. И во следното коло знаете дека играте за Джокер премија вредна 1 милион денари, сума гарантирана од државна лотарија. Уште еднаш честитам на сите оние кои што си освоија добивка вечерва, на останатите ќе им посакам повеќе среќа во некое наше следно дружење. Среда и сабота сме со вас од 20 часот на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Бидете во игра постојано затоа што само оној кој игра тој и добива. Чао, чао!